Како функционира вештачкото плодување? Постои ли возрастна граница? Како се изведува процесот на инвитро фертилизација? На најважните прашања за вонтелесното плодување одговор ќе даде доктор Митко Ивановски, специјалист гинеколог акушер од Аџибадем Систина. Добар ден, доктор Ивановски. Добар ден. Се повеќе двојки се соочуваат со проблем да добијат дете, за имаат потомство, мораат да интервенираат, односно да се јават на лекар. Дали е точно дека и во Македонија стерилитетот е масовна дијагноза? Масовна не, но во нагорна линија да. Во светски рамки и во Македонија. Во Македонија е сепак држава со ниски социоекономски стандарди и процентот во сите држави, вклучително и Македонија, е поголем. Се калкулира според статистички податоци негде за 17 до 18% процент на стерилитет на паровите, или тоа е отприлика, вака пластично кажам, дека секој шести пар во Македонија се соочува со инфертилитет или со стерилитет. Кои се причините за појава на стерилитет? Па многу ги има. Во последно време модерните трендови на живот, лошите социјално-економски услови, тогаш се зголемува процентот на сексуално преносливите болести, како кај што дојдува до тубарен фактор на стерилитет, инфламациите. Модерните трендови покасно да се стапува во брак и покасно да се одлучува да се формира семејство и да се има дете 10 до 15 години, отколку во поранешните времења и години. Модерниот начин на живот, консумирање или злоупотреба на цигари, никотин, алкохол, наркотици, еден куп фактори кои собрани кумулативно го зголемуваат процентот на инфертилитет во последната декада или декади. Покрај жените, исто така и мажите се соочуваат со истиот проблем. Се поизразен е проблемот со машкиот стерилитет, односно набавување на квалитетот на машкиот репродуктивен материјал. Кој е решението во тој случај? Тоа е масовна светска појава. Се смета дека начинот на живот, навиките во исхрана и овие другите кои претходно ги кажав, злоупотреба или зголемена употреба на дозволени супстанции, се едни од причинителите на, ајде да кажеме, на вистина зголемениот процент на машки инфертилитет. А причините може да бидат многу. Бара едно исследување во кое, освен гинеколог кој ќе посече некои исследувања, се вклучуваат андролог, уролог, да се види анатомијата, функционалноста и други параметри со цел да се даде адекватна терапија и подобрување на состојбата на репродуктивниот потенцијал на мажите. Што во случај кога во семејната течност не може да се најдат сперматозоиди? Да, азоспермија е за жал честа дијагноза во последно време, може да биде продуктивна или обструктивна. Продуктивна ако е нарушен герминативниот епител и воопшто нема создавање на семена течност. Значи се прави биопсија на тестикуларно ткиво во тие случаи, ако се најдат сперматозоиди, тоа што тие се криопрезервираат, се замрзнуваат и со нив веќе може да се прават асистирани репродуктивни технологии, инвитро фертилизација и така натаму. А ако нема сперматозоиди, тоа е нарушен герминативниот епител, не се запушени само каналите, па тие да стигнуваат во финалната спермална течност која се ејакулира, тогаш веќе се препорачува донација на сперма. Што е тоа идиопатска неплодност и колку често се јавува таа кај брачните партнери во Македонија? Најмногу ги фрустрира паровите тоа пред се жените. Тоа кога анатомски и функционално се е во ред и кај жената и кај мажот. Значи имаме уредна анатомија на репродуктивниот трак кај жената, кај мажот, уредни функционални тестови, уредна овулација, нормален спермограм, поскоитален тест, нема антиспермални антитела, а парот никако не може да постигне бременност. Па се калкулира некаде со 10 до 15% од случаевите со стерилитет дека отпаѓа на тој идиопатски или за нас во моментов според тие испитувања кои што ги преминуваме непозната причина за стерилитет. И тука како прв чекор се препорачува, ако го исполна тој квантум на месеци или години за да ги прогласиме за инфертилитет, прва инсеминација, па ако со тоа не успееме, со инвитро. Така, тоа ми беше следното прашање, кога и после колку време треба да се започне со инвитро?
Па добро, за плодување инвитро или репродукција? Воопшто се Што смета вонтелесно? за инфертилитет, ако покрај редовни регуларни сексуални односи 18 месеци не е постигната бременост кај парот. Прво следуваат тие базични исследувања, да се види причината, дали е кај жената, дали е кај мажот, може би кај двата партнери. Вообичаено, од прека 40% стерилитет отпаѓа на жената, 40% на мажот, а 20% се микс фактори кај двајцата. Тој е прека вака статистички земено. И потоа се преземат во однос на тоа колкав е проблемот со двете начини на лекување. Некојаш корекција на некои пореметување на хормонскиот статус. Ако има тубарен проблем, се обидуваме оперативно да го решиме за да можат нормално да забремат. Ако тоа не е решливо, директно се оди на стерилитет. Ако се проблеми со овулација, тоа се дава терапија на жената со цел да се постигне овулација. Ако е послаб машкиот фактор или ако е микс фактор, тоа се применува инсеминација како прв чекор. Па ако не се успее со тие базични методи, тогаш веќе следува како најсофистицирана метода инвитро фертилизација. Так, значи има доста чекори кои што треба да се проидат за да се стигне до... Па занатски, ако зборуваме, да, не би требало да се прескокнува. Треба да се обидиме со наједноставните прво методи да им помогнеме на парот. Ако не успееме, тогаш одиме со најсофистицираните и најскапите. Кажете ми како редоследно се одвива процедурата инвитро фертилизација? Конкретно за инвитро, нели? Така. Добро, има базична припрема за парот, одредени испитувања кои мора да ги направат, да знаеме дека нема инфекција, дека хормонскиот статус е во ред, дека нема некои пренесливи вирусни заболувања кај двата партнери во тој процес. Потоа се дава терапија, контролирана стимулација или индукција на овулација со помош на медикаменти, предизвикуваме раст на поголем број фоликули отколку вообичаено, по еден или вообичаено овулира јајник месечно. Предизвикуваме поголем број на фоликули. Кога ќе пораснат тие, ќе достигнат некоја критична големина која за нивниот квалитет судиме преку анализа на хормоните и преку редовни ултразвучни прегледи. Даваме така наречена стопинекција. Таа има за цел да ги матурира матурационите процеси да ги созре, за да извадиме квалитетни, не празни фоликули, него квалитетни јајни клетки. И во одредено време, додека созреват, а пред да настане овулација, правиме пункција во краткотрајна анестезија, со игла влегуваме во фоликулите, ги аспирираме течности во јајните клетки. Така добиените јајни клетки во лабораториски услови се оплодуваат со спермата од сопругот или од партнерот. Сега во зависност од квалитетот на спермата и од претходната историја, или инвитро класично оплодување, или икси, интрацитоплазматска спермална инклузија. Кога е послаб машкиот фактор, се одбира сперматозоид, се оголува јајната клетка и тој со микротехники се инклудира внатре во јајната клетка. Ако се оплоди, потоа врз основа на бројот и квалитетот на ембрионите, правиме ембриотрансфер или враќање на ембрионот директно во матката. Може и преку тубите, гиф, но тоа се веќе историски начини на трансфер на ембрионот. Колку ембриони најчесто се враќаат во матката на жената? Па со закон сме ограничени на 2 веќе од предизвестен број години, освен кај случаеви кога повеќе пати има неуспешно инвитро или кај повозрасни парови, тоа жени. Тогаш враќаме по повеќе, од прилика 3 во исклучителни случаеви сме вратиле 4 кај многу неуспешни инвитра, а понекогаш индицирано и 1. Во многу европски земји со закон е регулирано да не може повеќе од 1 ембрион. Тоа параѓа кај нас, значи законски е максимум 2, освен ако историјата на болеста не индицира да можеме повеќе да вратиме. Кажете ми во кој случај постои можност за замрзнување, односно препорачувате да се замрзнат ембрионите? Да, покрај ембрионите кои ќе ги вратиме, ако има повеќе од 1 ембриони со добар квалитет, се разбира дека им препорачуваме на жените, на парот да ги замрзнат, бидејќи на вистина е висока стапката, имаме квалитетни бременности, породени деца со замрзнати ембриони. И топло го препорачувам кај сите парови
Има некоја верзија, знаете, не сакаме да замрзнеме што ќе ми е дете од фриждер замрзнато, има уште такви некои ставови. стравови, да. Макар што неоправдани се тие, затоа што праксата покажува дека имаме навистина квалитетни бременности и убави деца се раѓаат со ембриотрансфер на замрзнати ембриони. Пред да продолжиме понатаму, само да подсетам дека во емисијата може да се вклучат со прашања и гледачите. 3076-677 е телефонот на телевизија Тилна. Кажете ми откако ќе заврши процедурата. Што потоа? Кога се прави тест за бременост? Дали понатаму се дава хормонална терапија? Како изгледа сето тоа потоа? Да, потоа се дава хормонална терапија за поддршка на потенцијално имплантираниот ембрион и во принцип наша препорака е тестот за бремено да се направи 15 до 16 дена од трансферот од враќањето на ембрионите во матката. Даваме адекватна терапија за подкрепа на таа втора фаза и на имплантираниот ембрион и чекаме среќен крај, да ни се јава дека останале трудни. Так. Тешко издржуваат до 15 дена, обично го прават многу порано. 10 и 12 ден преку крв веќе со високо сензитивни се тие тестови, знае да биде позитивен, но од искуство не треба брзање и мислам дека е коректно да се чека барем 15 дена, поради многу причини. Так. Кажете ми, колка се шансите вештачкото оплодување да биде успешно? Во нашата болница можам и да се пофалам сега, последните години имаме навистина висок процент на успешност, преку 50%. Тоа е за европски рамки навистина висок процент на успешност. Според европските критериуми негде меѓу 30 и 40% успешност, а според американците тие секогаш дават некои многу високи бројки, па има нешто од Јапонија и од Хонг Конг, баратат за преку 60 и 70% успешност. Мислам ние дека имаме навистина забележителен и респектабилен процент на успешност. Имаме гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро. Кој се јавува? Се јавува Анита Коцева од Сифово. Сакам да го поздравам докторот. Јас сум негов пациент. Така. Немам прашање во врска со темата, пошто помина од тоа. Само тоа да го поздравам и среќен празник. Предпоставам дека успешно помина сето тоа, така? Да. Ете, една задоволна пациентка. Благодарам, возвратен поздрав. Так. Предпоставам дека сте презадоволна и дека го добивте она што долго време го чекавте. Так. Докторе, да продолжиме понатаму, кажете ми колку е ова, дали ова процедура е непријатна за жената? Секако дека е непријатна. Секој кој ќе влезе во болница е самото чувство непријатно. Тоа е еден интимен проблем на парот, кој го задира и парот и околината околу него. Со стрес, со фрустрација се трудам, секогаш се трудам да сум позитивно расположен и се шегувам малце со парот, ако може малце да внесам позитивни енергии да ги релаксирам. Не е пријатно, треба да правите чести ултразвучни прегледи, брисеви да се земаат, крвни анализи, па пункција да се прави со анестезија, па потоа ембриотрансфер, па стресот во исчекување дали ќе забремените или не. Така да парот стануваат пациенти, ако ќе станеш пациент се разбира дека е непријатно и стресно. Безбедно е во голем степен, значи ако зборуваме од медицинска гледна точка, но психолошки гледано навистина е непријатно. Ајде малку и за ризиците. Значи, оваа постапка не е без ризици. Хормоналната терапија може да предизвика тромбоза, исто така прекомерното формирање фоликули може да доведе до преран климактериум. Може ли малку околу ризиците со хормоналната терапија која што се дава како стимулација во овој процес? Добро. Голема е резервната на примордијални фоликули на јајни клетки, ако коректно занатски се дават стимулациите, ако не се претера, тогаш многу ретко ради самата терапија или заради овердоз може да настанат тие предвремени климактерии. Така ако нема обично генетски потенцијал во фамилија порано или ако не се претера некритично ако се дава терапијата. Иначе вака како податок во 5-ти месец фетус во утробата на матката има 6 до 7 милиони примордијални фоликули во јајните клетки. Кога ќе се роди новороденчето, женско дете, има околу 2 милиони примордијални фоликули. Пред пубертет околу 300.000, за во пубертетска доба се капацитетот значи на двата јајници околу 30.000 примордијални фоликули кои може да се разбудат и да формираат фоликул со јајна клетка. Ако земиме дека годишно има 13 до 15 овулации,
негде околу 350 до 500 фоликули или јајни клетки во репродуктивниот живот на жената. Така. Значи, реално ако не се претера, тоаш капацитет не може толку да се исцрпи со терапијата. Опасностите се во текот на процедурата, во тек на пункција многу ретки, може да настане некој крварење пообилно или синдромот на хиперстимулација, кога се дајат поголеми дози на лекарства или жените се поосетливи, па многу фоликули се создадат и тоаш се има излив на течност во стомакот, во плеврата и така натаму, состојба која бара или некоја интервенција за рестретување на течност или терапија која ќе ги негативните ефекти ќе ги санира или ќе ги редуцира на минимум. Тие се обично така најголемите проблеми со кои се соочуваме како компликација во текот на постапката. А какви се шансите за хендикеп кај детето? Вела дека до јајцеклитката доаѓаат сперматозоиди кои што не би имале шанса да ја оплодат во нормални услови. Да, тоа е за икси методата, таа која што зборувавме, се има најнови пикси, физиологикал икси кои ги селектира функционално и морфолошки сперматозоидите. Конкретно за прашањето, поделени студии и ставови, негде почетокот 2004-2005 две големи студии, една данска и една канадска, кои што не најдоа зголемен процент на абнормалности кај новородените со асистирани репродуктивни технологии во однос на нормалната популација. Тоа се движи негде околу 3 до 4% во најголем процент. Но, според најновите студии 2011-2014 година, една француска и една американска, укажуваат на зголемен процент, или вака процентуално за да по-конкретно разберат гледачите, ако кај нормалната популација зборуваме за 2,9% абнормалности кај новородените, кај инвитро пред се овие икси техники или кај повеќе плодовите бременности, посебно кај нив е изразено, негде 4,3. Значи, 1/3 поголем број, така ако се земи, абнормалности. И тоа е шпекулативно, па се прават селекции, дека кај интраутерина инсеминација тоа не се случува. Само кај индукција на овулација тоа не се случува и се сложувам со тоа како го поставивте прашањето, најмногу е вратно поврзано со сперматозоид кој може би природно не би дошол и оплодува јајната клетка и финалниот продукт е ембрионот со хромозомскиот или генетски потенцијал кој по тоа го носи. Кажете ми дали постои возрастна граница за фертилизација на ваков начин, за оплодување? Најтешко прашање ово. Значи, секој што имаме правила кои ни зборува дека не можеме така лесно да се откажиме. Идеалниот максимален фертилен период е од 20 до 25 година. Докај 35 година потоа се одржува на некој ново лесно опаѓа, од 35 до 38 година имаме забележително опаѓање, од 38 веќе драматично. После 42 година се намалува многу репродуктивниот потенцијал пред се кај жената, а после 44 година и кај жената и кај мажот, и тогаш баратаме со можност со процентот околу 2% за успешност со инвитро постапка да остане трудна жената или парот да постигнеме бременост. Многу земји и клиники не прифаќаат пациенти, да речеме, над 40 или над 42 години. Кај нас законски е тоа регулирано, нема граница и доаѓаат постари парове пред година дена, за да ни се наруши правилото или редот, од прв па дојде 46 годишна, прво инвитро. И успешно предпоставува. Само така како ништо да не се случило. Значи, така. Тоа е исклучок, не е секојдневни. И само сосема за крај, кажете ми дали нови методи се применуваат во оваа област и кај нас? И кои се на светот? Обично се, преј кажав, пикси, физиологикал икси, функционално и анатомски на поквалитетни сперматозоиди по одредена техника се селектираат кај претходни неуспешни инвитро фертилизации, пред се кај машки фактор, асистиран хечинг или правење на мало прозорче на обвивката на едната клетка, која кај постари жени или кај повеќе неуспешни витра се смета дека има потврда обвивка, па со лазер тоа малце се прави прозорче, кој возможува подобро да се имплантира според податоците. Ки имаме ние сите тие методи и техники во нашата болница. Голема надеж се полагаше во инвитро матурација, без индукција на овулација, без лекарства,
да се извадат во ран стадиум тие мали фоликули со посебно тенки игли, па да се изматурираат во лабораториски услови, таму да пораснат и таму да се оплодат. Само праксата не покажа дека тоа е некој метод кој што навистина заслужува толку внимание. Повеќе беше една примарна еуфорија и сега спласнува. Тоа значи, отприлика сите методи актуелни, бидејќи редовно одиме на едукација по конгреси, по странски центри, кои што се применуваат во светот, ги применуваме и кај нас. Апсолутно. Така. Докторе, ви благодарам што бевте дел од утринската програма за Добар ден. Ви посакувам уште многу успешни процедури и уште многу задоволни пациенти. Благодарам на поканата.